Благодарам, председателе. Добро утро, колеги пратеници. Добро утро, македонска јавност. Еве не фати и сабајле, а ние се уште расправаме за предлог законот за решавање на спорот помеѓу владата на Република Македонија и МАК Петрол АД Скопје по скратена постапка. Овој закон не е во надлежност на Собранието на Република Македонија, бидејќи спогодбата не представува меѓународен договор кој треба да биде ратификуван од страна на Собранието на Република Македонија. Со овој закон се озаконува невиден криминал од страна на владата, бидејќи се остава по слободен пат НЕР да плати 33 милиони евра пари на граѓаните на Република Македонија на МАК Петрол АД Скопје. Ова е долгогодишен спор во врска со утврдување на учеството на секоја од страните во реализација на изградбата на гасоводниот систем. Изградбата и располагањето со гасоводниот систем е од големо значење за граѓаните на Република Македонија. Ова е капитална инвестиција која ќе го олесни животот на граѓаните. Но зошто ова да се прави на ваков криминален начин? Владата по одлука за предвремени парламентарни избори во октомври 2019 година ги забрза сите своји активности и донесе разни одлуки и предлог закони кои требаше да и помогнат во намерите, финансиите и економијата да ги представи во розово светло и сите граѓани овие намери да ги гледат со истите владини розови наочари. Така и прикажувањето на инвестиции во откупот на акции АД беше една од тие изрежирани економски инвестиции и нема никаква реална основа да биде инвестиција, бидејќи нема никаква реализација во стварноста. Ова представува само формална трансакција за депонирање на пари на сметка на акционерско друштво, кој пак нема легитимитет да се јави како откупувач од причина што другиот дел од акциите во Гама се во собственост на владата. Така, на 16.12.2019 година, владата донела одлука за одобрување на средствата од буџетот на Република Македонија за 2019 година за купување на делот Гама АД Скопје. Со оваа одлука, владата без никаков правен основ, без наведување на кој закон или подзаконски акт се донесува истата, неосновано и незаконски одобрила средства во износ од преку 2 милиарди денари или 33 милиони евра за купување на делот Гама. Понатаму, без никакво овластување, го задолжила генералниот секретар Рашковски средствата да ги уплати на посебна сметка на НЕР АД Скопје и го задолжила НЕР АД Скопје средствата да ги искористи исклучиво за откуп на акции. Кои услови треба да бидат исполнети за да може НЕР да ги искористи средствата за откуп на акции во АД Гама и до кога треба да бидат исполнети тие услови, воопшто не е наведено. Од ова произлегува дека владата во декември 2019 година неовластено си донела одлука за префрлање на средства на сметка на НЕР АД Скопје со единствена цел да прикаже зголемена реализација на капиталните инвестиции за 2019 година. Без оваа трансакција, капиталните инвестиции во однос на основниот буџет во 2019 година би изнесувале 60%, што е ниско ниво на реализација. Рокот на реализација на законските обврски во однос на излез на АД Скопје, на АД МАК Петрол од Гама АД истече на 5.6.2019 година. Со излез на МАК Петрол од Гама е предвидено дека истата компанија не може да биде преносник на природен газ и истовремено да врши дистрибуција. И по истекот на овој рок, владата нема решение како да се спроведе откуп на акции за да се исполнат законските обврски и да се издвои операторот на системот за пренос на газ согласно Законот за енергетика, кој самата го предложи и донесе во 2018 година. 33 милиони евра се
се уште на сметка на НЕР АД, а владата прави нови задолжувања за кои граѓаните плаќаат камати, наместо да се искористат за финансирање на други обврски. Акциите на МАК Петрол бележат раст на просечната цена и се очекува решавање на спорот во полза на МАК Петрол. Како е можно да му се признае на МАК Петрол собственост од 50% за гасовод во Македонија и да му се исплати нереална цена од 33 милиони евра, кога самата власт вели дека вредноста на влогот на МАК Петрол е само 18,8 милиони евра? И зошто владата да плати на МАК Петрол екстра 14,2 милиони евра? И зошто државниот правобранител не дал дозвола премиерот Заев да го потпише овој договор? Државниот правобранител укажува на потребата пред да се склучи спогодба, да се донесе акт во собранието, како и да се донесе нов закон за енергетика, целосно усогласен со третиот пакет на ЕУ директивите кои се однесуваат на внатрешниот пазар на енергијата. Ова е невиден криминал кој ако помине вака, ќе треба некој да одговара. Колеги пратеници, иако ви има во многу мал број, од позицијата уште еднаш размислете добро пред да го изгласате овој сомнителен закон. Благодарам.